Клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова доби современ систем со хибридни сончеви колектори за загревање на вода и производство на електрична енергија за осветлување. Тоа е резултат од успешната соработка на ГЕФ, Глобалниот еколошки фонд, локалната акциона група од Кочани и општината Кочани. Проектот е реализиран преку програмата за мали грантови на фондот, при што вкупната сума за реализација на техничките работи е над $46,000. Половина од овие пари ги донираше ГЕФ, а како кофинансиер со остатокот од средствата се јавува општина Кочани. Се очекува воведувањето на системот да донесе повеќе придобивки и намалување на трошоците во работењето на градинката. Топлата вода е поврзана за бойлерите во кујната, во клон 1 од детската градинка Павлина Велјанова, бидејќи овде се подготвува целата храна за сите 4 клона во градинката, и за бойлерот кој што се користи во јаслите кај најмалите деца. Понатака, електричната енергија, освен за топлата вода, ќе се користи и за добивање за осветлување. Значи во ходниците од градинката и на првиот и на вториот спрат се поставени, заменети се обичните неонски светилки со LED диодни светилки, кои ја намалуваат потрошувачката на електрична енергија за околу 50%, и сите се приклучени на тој систем. Пробното пуштање во употреба на целиот систем ќе овозможи во наредните 2 месеци да се согледаат евентуалните недостатоци и техничките проблеми. Се работи за автоматизирани уреди, за чие нормално функционирање во минимални рамки е сведена потребата од човечкиот фактор. Освен за штедата на електрична енергија и намалената емисија на јаглерод диоксид, во градинката очекуваат и други придобивки што се однесуваат на најмладите. Придобивките кои што се однесуваат на дечињата повторно се однесуваат на заштитата на животната средина, значи и кај оваа популација да ја подигнеме еколошката свест како да ја заштитиме нашата животна средина. Децата да се запознаат што се тоа обновливи извори на енергија преку едукативни работилници кои што тековно ќе следуваат. И преку овие едукативни работилници исто така ќе го развиеме надпреварувачкиот дух преку организирањето на ликовен конкурс на тема Сонце, каде што децата ќе научат всушност што е тоа моќта на сонцето, а наградениот цртеж ќе биде предложен и за лого на градинката. Со воведувањето на новиот систем за загревање на водата се очекува намалување на емисијата на јаглерод диоксид, што на годишно ниво треба да изнесува околу 5 тони. Исто така, потрошувачката на електрична енергија ќе се намали за 5 мегават часови на годишно ниво и ќе се постигне заштеда на средства во висина од околу $90,000, што досега се плаќаа за потрошена електрична енергија. Во наредните 12 месеци ќе се врши следење на работата на системот и ќе се пресметуваат добиените ефекти.